Драги мои пријатели и гледачи. Добре дојдовте во Јади бурек на ТВ Сонце. Денеска ќе имаме така малце згусната програма, малку некои убави, малку неубави работи, малку и накратко ќе се слушнеме со вас на телефони, нема да бидат долго отворени и ќе идеме во времепловот на носталгијата, додека сме уште живи, ние маторци, диносауруси, тираносауруси, птеродактили кои останавте и уште се споменувате кога Господ заедно со Ное, дедо Ное и диносаурусите шеташе на земја, а Тито играше у песокот и кога го градевме Скопје и такви стија работи. Ни се споија празници, деновиве доста онака густо беше, утре ни е Ѓурѓов ден, мене ми е куќна слава. Брат ми, шо да ја ти кажуем Ѓурѓов ден? Свети Ѓорѓија. И да ти кажам, поубаво ми е да го славам во мајски месец некако. Така ми остане и аманет, бидејќи кога ти е слава, Свети Ѓорѓија можеш неколку пати го има во годината, можеш и на есен, нели, кога се оние времето на слави, тогаш, нели, во оној есенско-зимски период, но мене ми се допаѓа вака мајски да се прославува Свети Ѓорѓија, еден од нашите најголеми светители. Воскресение. Знаеш, колку здраво за готово си го земаме зборот воскресение. Исус воскреснал од мртвите. Бил мртов и оживеал. И тоа така некако, знаеш, кога го повторуваш како името кога си го каже, некако губи смисла. А, драги мои, само да седнеш малце, да уклучиш тоа бојлерот, меѓу двете уши, што останал, оној проточен малце, да го уклучите, тоа е таква една зезната работа, вечен живот. Пази, целава суштина ни е за вечен живот. Што е вечен живот? Пак ќе живеам вечно. Појма нема што знае. Ние не знаеме што значи овој живот, а не па вечен живот. Држев една придика ноќеска на едни пријатели мои телефонски, леле мајко моја. Како ќе горам ја указано, че јадам многу бурек, леле. И тоа на првото митарство ќе биде. Оп, да видиме планините со бурек што се ги изал. Исповраќаниците твои. Не можеме да го поимиме. Као што не можеме Господ да го поимиме и Господ е само замена за збор за нешто што не можеме да го разбереме. Иако единствено што можеме да разбереме од Господ, драги мои, е неговиот лик. Изгледа како нас. Ние сме слични на него. Значи по образ Божи сме, нешто сме слични. Најточниот опис како е преку неговиот син Исус Христос, кој кога се вознесе им се покажал вознесението, лик, облик еден полуматеријален, полуетернал, со многу светлина, прочистен од све она труло телесно. Не знаеш колку е дух, колку е материја и што е дух, што е материја. И не можеш да ги разбереш, толку е абстрактно и може би најдобро, знаеш, она као старине баби, да е живо, и толку. И ќе претераш, и ќе претргаш така животот, и верата уопште не се припотресува. Бидејќи од нас пазете, не се ни бара нешто да знаеме, не се ни бара ни знаење. Ако нешто е побарано од нас, се бара да ја знаеме Оче наш. А тоа што идеме во црква, тоа е од почит да идеме да му кажеме фала на таткото што ти дал све. Ете, само заради тоа идеме. И пак кога идеме, Господ ништо не бара од нас. Нити можеме нешто да му дадеме. Работата е што он нам не треба. Вечен живот. Вечен живот е екзистенција каде што ништо од ова што го знаете и познавате не постои. Во која смисла? Има еден филтер кој мора да го поминеме во животот и затоа и смртта постои. А тоа е филтерот на љубовта. И сега
кога ќе влезеш, ти, знаеш, ја се обидувам 3D сликовито да. Знаеш, кога ќе влезеш контаминиран и сега треба да влезеш во стерилно чиста просторија. И поминуваш детоксификација. Нели те прскаат, да ти ги утепа сите бактерии, сите оние лоши работи што си ги насобрал ово. И се е тоа во ред, нели? Светителите, знаеш како поминуваат? Зашто? Он дур стигнал до капиите таму, кај што треба детоксификација да му се направи, он се прочистил. Ама ние што со прст ко загорени тенџери, како да се опишам јас, не да се сипам со пепел, ама јас сум ти ко тенџере загорено. Со зелка. Варел зелка и изгорел зелка. Знаеш како изгледа после тенџерето тоа? И сега треба да влезам така умирисан. Дечки, нема проблем бе, ама забањај се малце. И доаѓа тука триење малце со една груба шмиргла и тоа боли. И тоа боли. И тоа е животот, тоа е крајот, низ таа болка да се ослободиш. И сега таа шмиргла што те чисти, се вика љубов. Бидејќи единствен филтер низ кој треба да поминеш и она негативното, бидејќи у вечен живот да влезе зрнце нечисто, тоа е зараза, тоа е ќе се дегенерираш у вечноста. Видете какво искушение еден Сатаниел имал, врвниот ангел на Господ, кој имал врвната слобода, кој бил најсакан, најубав, најмоќен, најсилен, па се возгордел. Многу трики работа е личност и слобода. Личност и слобода. И не се. И сега, кога ќе поминеш таа, филтерот на љубовта, ја викаат огнена река. Зошто огнена река? И страшна е таа за грешници. Затоа што ќе гориш, таа боли. Ќе те боли. Ама знаеш што ќе те боли? Ќе те боли лошите работи кои си ги правил. А лошите работи кои си ги правил, свесно, намерно, од злоба, ќе мора да се ослободиш од нив. Сакал или не ќел. Тука доаѓа она, сакај го непријателот свој, жали ги и сакај ги. Затоа што неговото страдање ќе биде многу, многу поголемо и пострашно. И ако имаш таа свест, така ќе развиеш љубов. Ако имаш свест колку тоа боли, брат, леле, па го плачеш, тој те тепа, те коли, ти го сакаш. И се тоа е една димензија многу страшна и треба негдека да направиш со сето тоа, да оставиш од тоа тенџерето, од тоа небањатото, од тоа кирта да извадиш, да излезеш и прочистен да се облечеш у слава, у светлина, чисто и да екзистираш во вечен живот. И што значи вечен живот? Вечен живот или осмиот ден, ти е литургијата. Она е ако не знаеш како изгледа, тоа е единствена, да речам, некоја рефлексија од небото. Некоја рефлексија од вечниот живот. Литургијата. Сега, како ќе исперцепираш ти литургијата, ако која ќе пикнеме ова маицава, бе? Дај фрли чорапите тука преку икона. Знаеш какви простаци сме ние како народ. Знаеш. Замисли екзистенција кај што нема време. Знаеш што значи? Тоа значи, кога ќе ти кажам, те сакам, пријателе, поминало време и дзунењето на изговореното одекнува уште некое време како одговор и реакција на емоцијата или на кажаното. Ова е вечно битисување во тоа кажаното. Во исти момент, се што е добро и изговорено, го живееш. И сега, несватливо е за нас, кои единствено поимаме екзистенција линеарно. Ја е почнав емисијава, помина у оваа тирада моја, овие глупости, помина 5-10 минути.
Ама некое време помина, нешто каже, нешто свати, нешто паметно, поише тресе, види го што се направил, фати се на диета, избричи себе, селјо едеме, на шо личиш. И така на. Овдека треба еден момент. Значи нема ден-ноќ. Нема промена. Вечна пази, динамично е, не си статичен. И сега како да го разбере? Не можеш, бе, брате, не можеш. Мислам дека само Свети Јован Богослов има во неговите видувања, нели, во откровението на Свети Јован Богослов, има таму кога иде на седмо небо, па ќе ја види Пресвета Богородица, па ќе го види јагнето со 7 очи. И тоа е само човечки збори за нешто несватливо. Не се тоа чудовишта, не е тоа нешто страшно. Тоа е екзистенција на минато, идно и сегашно во едно. Значи, пееш и кога си во совршено, кога ништо не ти фали, кога си во љубов, што ние правиме кога ни е најубаво? Ај сетете се што сте правеле како млади кога ви било најубаво. Сте пиеле ракија. Знам што селјачишта сте, со тоа ракијата доста ми е. Сте пиеле ракија за да дојдете до момент да се осеќате нешто убаво. Но што правите кога ќе дојдете да ви е убаво? Се едно, дали сте новокомпоновани граѓани, дали сте староселани, дали сте вакви или онакви. Што човек прави и прво му доаѓа кога ништо не му недостасува, кога потполно се осеќа со природата. Ја имам само еден одговор. Пее. И сега ни сето ова, тој вечен живот е некаков звук на исон, на песна, на чувство, на исполнетост и на љубов. И сега викаш, ама како да го разбереш? Не можеш. Затоа што како ќе му објасниш на бебе со тој ум, неродено, дека кога ќе се роди и излезе од матката, што го чека? Бебето е родено и сега му викаш, слушај мали, за некоја година ќе почнеш да шеташ без пелени, ќе лапаш чоколадца, ќе си играш топка, па ќе учиш буквар, ово, оно, и он те гледа бело. Што е тоа, бе? Што се тие поими? Колку време му треба на едно бебе откако ќе се роди, да има потполна представа каде и што е, перцепција. Јас знам што стока сум и знам што гојда сте и вие, дека луѓе и до 30, до 40 години абер немаат од животот. Не сами сте го рекле. Имаш некоја представа за просторот да идеш, да не се удираш од врати и од ова, од она, толку ќе научиш. Така и во вечен живот. И таму нема да биде готово, убело, на облак, завршена работа. И тоа е некој динамичен процес. Само што тие 3-40 години траат во една секунда, вечно, во еден миг, не може секунда, и секунда е огромно време. Значи, траат моментално и вечно. Во тој процес. Значи, и тој процес на осознавање е моментален и вечен во исто време. И таму стануваме богови. Затоа што сме повикани. Значи, ќе имаме моќ да креираме светови, ќе имаме моќ да правиме се што Бог прави, али клучната работа ја имаш и денеска тоа можеш. Главната енергија од која се е направено у овој холограм, цел универзум е холограм, проектиран од еден збор, ом, кој го изговорил Господ како чин на креација. А тоа значи љубов. Тоа е звучна аксиома на зборот љубов, кој е само збор како збор, ништо не значи, но
односот спрема нештата кои го имаме, го дефинира тоа. Значи, ако живеете во љубов, ако немате омраза, ако успеете да надминете, никој да не ве нервира. И тој што сака да ве повреди, најголемо зло, да имате љубов во себе. Не можеш да му ја покажи. Ти во себе да има. Тоа е и смиреност. Вие сте веќе со една нога у вечен живот. И вашиот премен ќе биде многу поблаг, многу подинамичен. Ништо не е побарано. Бидејќи на тајната вечера, што им прави? Им ги мие нозете. Не ги учел учениците како да лечат, како да истеруваат ѓаволи, како да овакво. Вика, гледате што правам. И сакајте се јас како што ве сакам. Возлюбете се јас како што ве љубам. Заповедта е љубовта, нема другове. Поништен е и Стариот Завет. Затоа што љубовта ги поништува и 10 заповести. Затоа што кога имаш љубов, сите 10 заповести ти е во љубовта. Се во една точка иде. И тука е и креацијата, тука е и созданието, тука е и животот, тука е и екзистенција. Што е пекол? Отсуство на љубов. Крај на муабетот. 2 плюс 2 еднакво 4. Нема математики, пи, квадрат, куб, ова, она. Само треба се сака. А многу е тешко. Да, ма ја никого не мразам. Уместо ке ме згазеше. И крај отиде. У момент си е имал благодатта, чувствуваш љубов, све наплива и првото искушение која ќе дојде, се кршиме. Затоа идеме стално да се причестиме, за да ја опне тој печатот Божи, бидејќи да примиме Божија твар, да ја како катализатор на љубовта. Па знаеш, па се повеќе и повеќе да расте тој квасец на љубовта во нас. Бидејќи ние љубов имаме само како ја многу те сакам колега, вчера ми даде кисела вода, фала ти, еве да ти вратам. И тоа е купопродажен однос. Човек што сака нема. Свети апостол Павле ви ја напише совршената песна за љубовта. Да ви опише на луѓе, затоа што сме шупливи у тоа глаите, што би рекол Томас Тернс Елиот. Шупливи луѓе. Така што подвигот е многу лесен и многу тежак. Многу едноставен и ужасно комплициран. Кажи колку е лесно да сакаш. Ама кажи колку е тешко да сакаш некој што не те сака. Колку е тешко, и треба исто да го сакаш. Бидејќи, ја го сакам, едно сакам жена ми, друго ја сакам керка ми, колегата трета љубов, тоа е колегијално, тука нема љубов, малце дели поштовање, знаеш, и таа респект. Респект, знаете што е и почит? Респект и почит е шупливото место помеѓу омраза и љубов. Тој да го пополни тој празен простор. Не, ја имам почит. Не те сакам без токо, али имам почит спрема тебе. Свињо една битува, али имам респект спрема тебе, го почитувам твоето. Ма нема љубов, пријател. Види, ја најмалце треба да филозофирам, затоа што ја, знаеш, колегава мој има фитилј, олкав му е фитилјот. Мене ми е, олкав ми е фитилјот. И ја имам проблем. И ја го тегнам фитилјот, го тегнам, го сукам. Тешко е, ама тоа е подвигот. И не е, конечно и не е битна целта, да е Боже, да успееш. Што се вика, можеш последните 5 минути у животот да го направиш преминот и изчекорот. Не се знае. Како монахот кога река, отец, што правам ја овде, бе? Зашто ме прашаш вака? Па добро, вика, што правиме ние у манастир? Па вика, ние сме тука затоа што го сакаме Господ. Имаме љубов. Ја осеќаме неговата љубов
I go сакаме него. Ја вика, ништо не осеќам. Ѓон, тиква, зилч, виртуелно, стипој шампањ, нема ништо. Дупло голо. Но, се заветувам дека ќе се однесувам до крај на животот, онака, по вашиот пример на подвиг, иако сум празен во себе, пази, големо било од неговото, да признаеш, нити имам љубов спрема Господ, не чувствувам, абстрактен ми е. Нити ја чувствувам неговата љубов. Ама сакам да останам овде и сакам низ тој процес. 30-40 години подоцна ја добива благодатта на љубовта и го завршува така животот во една врвна, божествена, благодатна екстаза на љубовта. Некој ќе го направи тоа за 2 минути, некој ќе му треба доживотно, некој ќе му треба манастир, некому ќе му треба мантија, некому ќе му треба ама ништо. Некому ќе му треба ракија, некому ќе му треба дрога. Никој не е подобар, никој не е полош. Единствени совршени битија за кои се збори во делата на светите отци се египетските ави, кои покажаа и докажаа преку своји примери дека љубовта, ако е различна спрема различни луѓе, е шизофренија. Тогаш е диагноза. Или имаш, или немаш. Ако ја имаш, иста е за сите. Не може детето своje да го сакаш повеќе или помалку од она кое не го познаваш. Љубовта не препознава ни боја, ни раса, ни пол, ни роднински односи, ни ништо. Сега, дали ја сваќате божествената природа на Господ Исус Христос? Он сите не сакал. Зато и безгрешен. Знаете кога вика безгрешен бил? Затоа што имал најсилна љубов кон све. Божествената љубов. Ама е отелотворен од Бога. Најголемиот подвиг, капијата помеѓу овој и оној свет, е Пресвета Богородица, која свесно, како човек, имала право да одлучи, единствена во историјата и единствена на планетата, прифатила нешто што никој не можел да го прифати. Зато и ангелот дошол кај неа, зато Господ го пратил кај неа. Зато е она клучот, капијата на овој свет. Отварање и затварање. Пресвета Богородица. Колку е лесно да мразиш. Пази бе, стоко една ќе се препнеш, ќе направи. Кој ќе чисти после тоа флеките од тепихот? Што сакав да кажам? Љубов че само, драги мои. Само љубов. Дволични сме. Ние сме шизофрена природа. И Господ не знае. Ама зошто не направил така? И затоа што ни дал слободна волја. Ете, затоа што сами одлучуваме. Затоа страдаме. Нели, од каде злото? Hello. Hello. Океј. Толку беше. Да сте живи и здрави. Ке се обидам се повеќе и повеќе да ве сакам. Мада знам дека од так ке ме вадите, ама, нели, ке се челичам во љубовта. Колку повеќе ме мразите, ме напаѓате, ме хейтате, ме омаловажувате, толку повеќе да возвраќам со љубов. Ке почнам од себични причини, заради моје добро. Ама се надавам дека ќе го надминам и тоа да биде неусловено едноставно. Бидејќи нема друг избор. Дечки, сори, нема инкарнација, нема патување низ времето, нема
Нема повторување на работите, нема second chance, ама има покаяние. Затоа нема патување назад да си ги коригирам грешки. Да, големи срамои. Тешки булшити сме изнаправили у живот. И јас што сум направил? О, мајко моја. Ве не ми ги знаете гревоите, ве не ми ги знаете помислите. И мене ми не научна фантастика, гаќи узврат да носам, не ми помага. Тоа е... секој муабет на мојот духовник му викам, да си бе, ти нормален што ме трпиш. Дали си те, знам, сваѓаш, не може, и он... Му викам, отвикари ме. Лично на мојот духовник се му рекол, слушај, батали, готово, откажи се. И он ми вика, ти можеш да се откажеш од мене, ја не се откажувам од тебе. Ја викам, што е ново, иди лечи себе, викам, те ослободувам, тргни ми се од пред очи, не те трпам, бежи бре, бежи тамо, мани ми се, бичи се смес да не могу да те гледам. Не се откажувам од тебе. И како го дознав тоа? Знаеш како? Со еден убав шамар од Господ. Ми даде 3 деца и кога дојде детето мое у тие тинеџерски фази да ме отфрли, да ме одбие, доставно не се откажувам од него. Најгруби зборови и дела ово, не можам. И сега мене ми е јасно што он прави и он колку се обожува, а обожување е љубовта. Тоа е обожување. Што барате мистицизми? Што барате ова или она? И молитви, и приче, се е тоа само first aid help, затоа што немаме љубов. Оти ако имаме љубов, ние причестени ќе бидеме. Не се. Време е за музика. Дај, кажи бе. Ало, Јанко, затни се бе, дебели.